Добар ден на сите, Христос воскресе! Веќе беше најавено тука овој насловот. Насловот е Свети Климентовата Охридска книжевна школа и Кирило-Методиевата писмена традиција. Познато е дека почетоците на словенската писменост и словенското богослужение се тесно поврзани со Македонија. Пред заминувањето за Велика Моравија, светите браќа Кирил и Методиј го создале првото словенско писмо, Глаголицата, и ги превеле од византиско-грчки на словенски јазик најнеопходните за извршување на словенско богослужение црковни книги. Изборното Евангелие, изборник апостол, псалтирот, а најверојатно и византискиот евхологии, од кој што делови наоѓаме во најстариот препис од словенскиот превод на оваа византиска црковна книга, македонскиот глаголички синајски евхологии од почетокот на 11 век. Глаголичкото писмо при тоа е формирано врз основа на гласовниот систем на јужно-македонските говори од околината на Солон, а врз основа на овие македонски говори е формиран и старословенскиот јазик, кој што во текот на средновековниот период ќе биде издигнат на ниво на официјален книжевен јазик на сите православни словенски народи. За време на својот дводецениски престој во Велика Моравија, Свети Климент, заедно со словенските просветители и другите нивни ученици и соработници, активно учествува во создавањето на словенска црква, словенско богослужение и словенска книжевност и култура во Велика Моравија и Панонија. Тука тој богослужи и проповеда, а тука ги пишува и своите први литературни дела. Се предпоставува дека уште за времето на својот престој во Велика Моравија тој го напиша обширното житие на Свети Кирил или пак му помагал на Свети Методиј при пишувањето на овој прв словенски географски текст. Тука тој најверојатно го пишувал првобитниот текст на службата на Свети Кирил и пофалното слово за него, кои што се користеле за богослужебна прослава на словенскиот просветител. Не е исклучено во Велика Моравија Свети Климент да напишал и некои од другите своји слова, особено оние во кои што среќаваме моравски јазични елементи, наставление за празниците, поучение за апостол и маченик, слово за Света Троица и други. По смртта на Свети Методиј во пролета на 885 година, Свети Климент и моравецот Свети Гораст ја предводеле борбата за обстанок на Кирило-Методиевото дело во Велика Моравија. По доаѓањето на папскиот престол во есента истата година, папата Стефан V ја забранува словенската писменост и словенското богослужение во Велика Моравија. Словенските книги биле уништувани, а учениците на словенските просветители биле протерани од оваа западнословенска земја. Дел од нив, меѓу кои биле и светите Климент, Наум и Ангеларий, дошле на јужнословенски терен, на територија која што во тоа време се наоѓала во рамките на средновековната бугарска држава, на чие што чело бил кнезот Борис I. По пристигнувањето во бугарската престолнина Плиска, Кирило-Методиевите ученици не нашле погодни услови за продолжување на делото на светите браќа Кирил и Методиј, затоа што основаната во 870 година бугарска црква била под јурисдикција на Константинополската патриаршија, била раководена од византиска црковна хиерархија, начело со архиепископ Византиец. И во незините храмови се богослужело и проповедало на византиско-грчки јазик. На пристигнатите во бугарската
во бугарската престолнина Кирило-Методиеви ученици не им било дозволено да богослужат и проповедаат во црковните храмови на словенски јазик. Тие неколку пати биле повикувани на сослушување во царскиот двор, пошто се депортирани во еден од најоддалечените краеви на средновековната бугарска држава, областа Кутмичевица во западниот дел на Македонија, новоосвоена територија која што представувала самостојна, независна црковна област. Тука Свети Климент, меѓутоа, нашол поволни услови за продолжување на делото на Свети Кирил Методиј и за зачувување на словенската писменост и словенското богослужение. Црквата на Свети Климент во западниот дел на Македонија во практиката фактички функционирала како независна црковна организација. За разлика од Плиска и Преслав, каде што се богослужело, проповедало на византиско-грчки јазик и каде што не само во црквата, туку и во државната администрација се користеле византиско-грчкото писмо и византиско-грчкиот јазик, во Свети Климентовата црква официјално писмо била Кириловата глаголица, а во црковните храмови се богослужило и проповедало на словенски јазик. За разлика од Плиска и Преслав, каде што во времето на Свети Климент немало услови за развој на словенска писменост и култура, во црквата на Свети Климент и во формираната во нејзини рамки Охридска книжевна школа се негува, шири и надградува Кирило-Методиевата писмена традиција и книжевност. За самостојното функционирање на Свети Климентовата црковна организација говори и фактот што во официјалната бугарска црква се практикува Константинополската, а во црквата на Свети Климент Солунската литургиска традиција. Тоа секако било причина да се појават соодветни разлики како во содржината на црковните книги, така и во црковното богослужение. Ово се потврдува и од фактот што за потребите на словенско богослужение во црквата на Свети Климент во Охридската книжевна школа е оформен посебен комплекс од словенски богослужбени книги. Дел од текстовите на овие книги се преведени од византиските оригинали, а дел се авторско дело на Свети Климент Охридски и неговите најблиски соработници. Тоа на недвосмислен начин се потврдува од фактот што во текстот на Минејот и во Птуихот се идентификувани повеќе химнографски творби на Свети Климент со негов авторски подпис во вид на акростих, како и од сведоштвото во обширното житие на Свети Климент од Теофилакт Охридски, каде што се вели дека Охридскиот светител кон крајот на својот живот од византиско-грчки на словенски јазик го превел Цветниот триот. Свети Климентовата црква и Охридската книжевна школа ја одиграла улогата на спасители на делото на Светите Кирил и Методиј. Во Велика Моравија словенската писменост и словенско богослужение се забранети со папски указ, а словенските црковни книги се подложени на систематско уништување. Од друга страна, во бугарските престолнини Плиска и Преслав и воопшто во суштинска Бугарија, во тој период, почетен период од развојот на словенската писменост, на јужнословенски терен во потреба било византиско-грчкото писмо и византиското богослужение, поради што не било нужно да се пишуваат словенски црковни книги. Ваквата состојба во бугарската црква не се променила во значителна мера ни по Преславскиот собор од 893 година, кога било донесено решение за воведување на словенска писменост и јазик во администрацијата и богослужбите, бидејќи бугарската Преславска архиепископија и натаму била под управа на византиска хиерархија, која го попречувала ширењето на словенската писменост и словенското богослужение.
позабрзано прифаќање на кириличното писмо и словенскиот јазик во администрацијата и во црковните дејности во бугарската држава ќе отпочне дури кон 918-919 година, кога бугарската црква била прогласена за автокефална, а особено по 927 година, кога нејзиниот автокефален статус и официјално е признаен од страна на Византија. Се смета дека употребата на кирилицата во Бугарија целосно се зацрствува во времето кога во средновековната бугарска држава управувал царот Петар. Во ваквата констелација Свети Климент и Охридската духовно просветна книжевна школа ја одиграла улогата на чувари на автентичното словенско писмо глаголицата, на словенскиот литургиски јазик, книжевност и култура. Од Македонија подоцна словенската писменост и словенското богослужение ќе се шират во суседните на Македонија словенски земји и дури до Киевска Русија. Особено благопријатни услови за вакво ширење на словенската духовност и култура се создадени во времето на царот Самуил, кога неговото царство зафаќа голем дел од Балканскиот полуостров, населен претежно од словенско население. Во негово време, кон крајот на 10 и почетокот на 11 век, од Македонија словенската писменост започна да се шири кон Србија, од таму кон Босна и Хрватска. Тоа на недосмислен начин се потврдува од фактот што во најстарите српски книжевни споменици, Мирославовото и Вукановото Евангелие, се зачувани ортографски јазични особености, наследени од нивните македонски предложки, јусови буквени знаци, вокализација на ероите од македонски тип и слично. Освен тоа, во некои стари српски ракописи се среќаваат одделни глаголички букви или цели зборови напишани со глаголичко писмо, како и преписи од книжевни дела на средновековни македонски автори, најчесто на Свети Климент Охридски, што на недосмислен начин опатува на македонска провениенција на нивните антиграфи. При ширењето на писменоста од Охридската книжевна школа кон северните балкански територии, значајно е посредувањето на средновековните босански скрипториуми. За разлика за ваквото посредување, децидно сведочат на, например, најстарите хрватско глаголички фрагменти на апостолот од 12 век, Гршковичевиот и Механовичевиот, кои што представуваат зецко-хумски преписи од македонски предложки. Фрагментите при тоа и палеографски се поврзуваат со глаголичката традиција во Охридската книжевна школа, репрезентирајќи преводен тип писмо помеѓу македонското округло и хрватското аглесто глаголичко писмо. Раното присуство на глаголицата на територијата на Босна се потврдува и од неколкоте зачувани глаголички записи по средновековни босански кирилични ракописи, како и од правописните особености и бројниот систем што се употребува во некои од тие ракописи, што опатува на поврзаност со глаголичка писмена традиција. Паралелно со глаголичката писменост од Охридската книжевна школа кон Босна и Хрватска се шири и кириличната писменост. Тоа јасно се гледа од употребата на кирилично и глаголичко писмо во супетарскиот фрагмент, со што се потврдува така наречениот јужен пат на словенската писменост, по кој во 11-12 век од Македонија кон територијата на северозападниот Балкан, истовремено се ширеле и двете словенски писма, глаголицата и кирилицата. Дека влијанието на македонската писменост врз писмената традиција на северо-западните балкански подрачја се чувствува и во наредните векови
на недвосмислен начин е засведочено во бревијарот на Видо Мишлјанин од 1396 и Фрашчичевиот псалтир од 1463 година. Во Видовиот бревијар се забележува влијание од страна на босанско-хумските ракописи. Тука ќе цитирам, на српски, точнije, тоа е македонска традиција, тако звана Охридски школе, која е продирала на запад преку хумскога и босанскога подручје. Веројатно е еден од видових предложака бил неки старiji босанско-хумски кодекс преписан из македонске матице. Слична е ситуацијата и кај Фрашчичевиот псалтир, за кој што професор М. Шимич вели: меѓу псалтирима кад е риеч о македонском утјецеју, посебно место припада Фрашчичево псалтиру из 1463 година. Тај едини коментирани хрватско-глаголски псалтир византискога типа с траговима чирилски графија и изразити македонизмима е према истраживањима Бисерке Грабар преписан с чирилскога македонскога предложка. Словенските црковни книги и словенското богослужение се ширело од Охрид не само кон северните балкански земји, тука и на исток, кон источните делови на средновековната бугарска држава и Киевска Русија. Особено важна при тоа улогата на црквата во Македонија, чијто основоположник е свети Климент Охридски, при покрстувањето на русите во 988 година. Од Македонија, со кое што во тоа време управувала династијата на комитополите, во Русија биле испратени епископ и свештенство со црковни книги, со што бил ставен почетокот на христијанизацијата на Русија. Заедно со свештенството во Киевска Русија дошли исто така книжевни дејци и мајстори градители, кои што на руска почва ги пишувале првите црковни книги и ги изградиле првите црковни храмови. Денес е веќе невозможно со валидна научна аргументација да се оспори фактот дека христијанизацијата на Киевска Русија и покрстувањето на русите во 988 година е дело на цар Самуилова Македонија и Охридската патриаршија. Од страна на царот Самуил, од Македонија во Русија биле испратени епископи, свештеници и ѓакони, како и соодветни црковни книги со кои се поставени основите на Руската православна црква, со своја црковна хиерархија, православно богослужение и словенска писменост. Имајќи во предвид ова, Михаил Сперански експлицитно потенцира дека во почетниот период од христијанизацијата на Русија, влијанието од Македонија било најболее суштественим, додека професорот Попруженко ја нарекува Охридската патриаршија столб на православна Русија. За црсите врски меѓу Македонија и Русија на државно и црковно ниво јасно зборува и фактот што првиот киевски митрополит Михаил потекнува од иерархијата на Охридската патриаршија, како и тоа што кнезот Владимир Покрстител се сродил со царот Самуил, земајќи ја за сопруга Охридската принцеза Ана, чијшто синови Борис и Глеб во свето крштение преименувани во Роман и Давид, маченички ќе загинат и ќе бидат канонизирани за први руски светци. Во полза на јужнословенското потекло на руската писменост и црковна книжевност, на категоричен начин зборува и фактот што сите најстари руски книжевни споменици, настанете во текот на 11 век, содржат во себе јасни јазични и други особености, кои што упатуваат на тоа дека се пишувани врз основа
на јужнословенски антиграфи, кои што во најголемиот број случаи се поврзани со Охридската книжевна школа. Во таа насока особено голем придонес даде професор Владимир Мошин со своето откритие дека новгородските листови се остаток од цар Самуилов евангелски кодекс, испратен од македонскиот владетел во Русија во 991 година, и дека најстариот датиран руски ракопис Устромировото Евангелие од 1056-1057 година представува препис од тоа цар Самуилово македонско Евангелие. Детално образложение на ова сооткритие професор Мошин направи во својот реферат на 10-тиот конгрес на славистичките друштва во Југославија, одржан во Струга од 6 до 10 октомври 1982 година под наслов Новгородски листици, остатак македонскog царскog евангелија, послано во Русија 991 години. Откритието на професор Мошин предизвика голем интерес во странските славистички кругови, особено во Русија. Тој беше поканет од руските слависти да одржи серија предавања за своето откритие во повеќе руски научни институции. И тој тоа го стори и покрај напреднатата возраст. Предавање одржал во Славистичкиот институт во Москва, Институтот за руска литература при Руската академија на науките во Ленинград, денес Санкт Петербург, Руската национална библиотека во истиот град и во други научни и културно-образовни институции. Мощно индикативен во таа смисла е фактот што некои преводи на византиски книжевни дела, настанати во кругот на Охридската книжевна школа, ги наоѓаме во руски преписи од 11 век. Таков е случајот, например, со толкувањата на псевдо Атанасии Александрийски, кои што се преведени во 10 или 11 кругот на Охридската книжевна школа и кои се зачувани во најстарите руски толковни псалтири, Евгениевскиот псалтир од 11-тиот и Толстоевскиот псалтир од крајот на 11-тиот или почеток на 12-тиот век. Како и во македонските псалтири од 13 век Болонскиот и погодиновиот. Нивниот текст е можне близо со текстот на најстариот синајски глаголички псалтир, пишуван во книжевен центар на Охридската книжевна школа во времето на царот Самуил, врз основа на паробитниот кирило-методиевски превод на псалтирот. Кон овој прв словенски превод на псалтирот на македонски терен се додадени толкувањата на псевдо Атанасија Александрийски, за одбележување дека уште Сперански истакнува дека толковниот псалтир во Русија е донесен од Македонија, што се потврдува од македонските јазични особености на спомнатиот најстари руски толковни псалтири. Да не помина времето. Малку да. Ако помина, значи, тука тоа ова е текстот до, значи, нешто како има, значи, тука уште неколку страни, меѓутоа ова што е заклучокот е дека, значи, се шири словенската писменост од Македонија, нели, нови, потоа во Русија и така натаму има многу податоци кои го тоа докажуваат и ќе се чита целосно кога ќе биде објавено.